Добар ден на сите. Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, член 15 од Статутот на Општина Росоман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Росоман, ја отварам 10-та седница на Советот на Општина Росоман. Пред да го прочитам дневниот ред за оваа седница, го ставам записникот на усвојување. Дали некој има забелешка некоја на записникот? Бидејќи никој нема забелешки на записникот од минатата седница, записникот го ставам на гласање. Ве молам кој е за усвојување на записникот од 9-та седница. Констатирам дека Советот со 9 гласа за го усвои записникот од минатата 9-та седница на Советот на Општина Росоман. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, а врз основа на член 60 од Деловникот на Советот на Општина Росоман, го предлагам следниот дневен ред. Советнички прашања и точка број 2 барања. Отварам расправа врз основа на дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го затварам претресот по дневниот ред и истиот го ставам на гласање. Кој е за усвојување на дневниот ред? Констатирам дека Советот со 9 гласа за го усвои, 8 гласа за го усвои, се извинувам, го усвои дневниот ред за 10-та седница на Советот. Отварам расправа врз основа на првата точка од дневниот ред, советнички прашања. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, па чекам да се јави некој, че се седи. Да. Ајде, Иванче. Си главна опозиција. Почитувани медиуми, почитуван градоначалник, колеги советници, убава тема за дискусија, советнички прашања, но убаво беше нешто да во изминативе 6-7 месеци да се градеше, да се реализираше, да се правеше и ние да поставувавме прашања, но заради тоа што досега ништо немаме видено, во изминатите 6-7 месеци нешто ново, јас ќе поставам неколку прашања, движејќи се низ населението на Општина Росоман, наидував на повеќе прашања, не знаев што да му одговорам како обичен советник, затоа што главната диригентска палка има градоначалникот, така да ќе му упатам неколку прашања, па ќе го замолам после моето излагање да се произнесе околу моите поставени прашања. Прашање број 1 потекнува од најмладите, од децата, и прашуваат што се случува со детските паркови во сите мала што ги имаме и во околните населени места. Дали тие ќе почнат да се одржаваат, дали има план да се одржаваат, дали има план да се чистат и да се косат тревите кои што во моментот се до колена и над колена. Значи јас шетајќи ги тие детски паркови, мене ми навикуваат на некоја Хирошима, значи потpuno се во неубава ситуација. Па мој апел до градоначалникот и неговата администрација да почнат да какви такви да почнат да ги санираат штетите што се настанати од безброј причини. Прашање број 2, повеќе наменското игралиште во огромно мало, околните сијалици, ниедна не свете. Не знам од која причина, дали е некоја електричен дефект или пак прегорени сијалици, не сум надлежен да кажам за тоа. И едно од по звучните прашања
Во изминатиот период од месец-два гледам дека имаше некои агенди по населените места, избор на нови местни председатели на нови местни заедници, знаејќи и слушајќи ги актуелните председатели на местните заедници, сите кажуваат дека имаат уште по една година од мандатот, а кога би го прочитале законот за избор на нови председатели на местни заедници, ќе забележиме дека трајањето на мандатот на еден председател на местна заедница трае 4 месеци. 4 години се извинувам, значи по кој закон, по кој член е извршен реизборот на тие председатели на местни заедници. За сега толку, па после понатаму може би уште неколку прашања ќе поставам. Благодарам. Не, може порядок. Почитувани советници, почитувани медиуми, слушнавме неколку прашања од Јованче, меѓутоа пред да одговорам на прашањата, во врска со денешната седница само сакам да има повеќе соработка во однос на закажувањето, бидејќи за денешниот совет можеше уште нешто да ставаме да расправаме како би бил поефикасен овој совет. Тоа се однесува пред се во делот на Комисијата за урбанизам, која веќе еден минатиот совет не расправаше по одредени барања за легализација на одредени објекти. Сега исто така не расправаме за овие проблеми, така да луѓето имаат мака и сакаат за тие теми да што побрзо да ги информираме, па во иднина сакам да бидеме поефикасни како полесно би ги решавале овие проблеми. Во однос на неколку прашања од советникот Јошев, би можел да одговорам. Точно е дека во делот на, односно во изминатиот период 6-7 месеци, во делот на решавањето на проблемите од инфраструктурен карактер, немаме поголема активност, имаше, меѓутоа не е толку интензивно. Сакам да ви кажам дека утре завршува последниот ден од постапката за избор на изведувач на инфраструктурните проблеми, односно на улици низ Росоман. Имаме тројца, беа на тендерот учествува тројца понудувачи, на избран е понудувач, меѓутоа се уште постои законски рок, во кој законски рок тие може да се жалат на изборот, така да утре се завршува таа постапка и здравје Боже од другата недела подпишуваме договор со избраниот и наскоро влеаме во изградба на овие улици. Во делот на овие проблеми што ги наброја Јованче, јас би можел да кажам дека има уште повеќе проблеми, не се само овие проблеми со кои се соочуваме, а решавањето на овие проблеми оди со потешкоси од проста причина што и нема доволно ангажман на луѓе кои што би можеле да ги решат овие проблеми, бидејќи ние имавме проблеми околу духов ден од ангажирање, немаше заинтересирани за косење пред се. Меѓутоа има недостаток на работна сила во јавното комунално предпријатие, па тоа би требало во едино да го размислиме за ангажирање на повеќе работници во јавното предпријатие, бидејќи не е само и Росоман, тука се и другите населени места каде имат проблеми луѓето со изнесување, со организирано изнесување на смет, па чистење на делот покрај пратиштата и така натаму. Значи потребен е поголем број на луѓе како би можеле да ги ангажираме, а за тоа реков ќе треба и некои тука одлуки да донесеме како би можеле поуспешно да ги решиме овие проблеми. Во делот на игралиштето со осветлувањето, да бидам до крај искрен, имаше таму проблеми, се јавува прекин
на довод на струја, кога се уклучуваат, имавме ни интервенција 2-3 пати таму, меѓутоа се јавува проблем. Проблем се јавува и на други места од трафостаница, денеска в Сирко 2-3 дена имаат проблем со осветлувањето. Имаме сега во тој дел изнесување на овие сандучињата или саат или како се викат, не знам, надвор од трафостаниците, како би можеле посебно да го регулираме тоа улично осветлување без да зависиме од електростопанство на Македонија, од ЕВН односно. И во делот на избор на местна заедница, имавме ние избор на местни заедници согласно одлуката претходната одлука која беше била донесена од мојот претходник. Согласно таа одлука ние постапивме така и согласно датумите кои што беа на таа одлука, постапивме тоа и изборот го извршивме според тие датуми. На овој проблем што го спомна Јованче, наидовме во Манастирец, кога Владко рече дека мандатот на местната заедница трае 4 години, дека избран 2015 година. Се сложено дека мандатот трае 4 години, меѓутоа со консултација со Владко и со граѓаните на местната заедница, тие одлучија, бидејќи на Владко се поклопува мандатот на местната заедница како председател и член на Советот, се договорија, односно луѓето изгласаа да биде истовремено изгласан и местен совет и нов председател на местна заедница. Всушност се случи уште една друга работа на Владко, првиот мандат му траел 5 години, бидејќи од 2010 година бил избран прв пат, а вториот мандат бил избран 2015 година. Од кои причини не знам, меѓутоа можам да ви кажам дека изборот на местните заедници во останатите населени места со исклучок на Росоман беше доста посетен. Се разговараше и за многу други прашања, реални прашања во врска со проблемите и беа избрани нови местни совети и председатели. Единствено во Росоман беше закажан на 21-ви, во четвртокот, не избран местен совет, местна заедница, нити председател, бидејќи присуството на луѓето беше многу мало. Така да во некоја наредна прилика уште еден обид ќе направиме за да може да избериме нова местна заедница. На моје поставено прашање не добив целосен одговор, деловни одговори. Јас сум техничко лице и некако тие деловни одговори не ги прифаќам. Така сум научен и да работам и понатаму така че работам. Значи, најмладите сега, дечките што се забавуваат во тие детски паркови, ќе му кажеме дека се уште така ќе биде во една уридна состојба, во неискосен терен, со расклатени лулашки, со оштетена ограда, со оштетени сијалици. Не се сложувам градоначалник со вас, затоа што изминатите 4 години во јавното комунално предпријатие беа истите работници. Немаше ни еден дополнително ангажиран. Можеби имаше ангажирано неколку аграти, што косеа повремено. Имаше. Можеби и сега, како совет, нели самата титула советник, како совет, имаш право да ангажираш косачи, да ги искосат и да ги санират тие детски реквизити. Значи, не е убаво вака да одговараме на говорница, дека бројот на вработени во јавното комунално предпријатие е толку мал и сега за сега е така. Се надевам дека ЕВН ќе го најде проблемот за повеќе наменското игралиште. Значи и таму гледам поголемата група на деца од 15 до 20 години играат секој ден фудбал, играм и јас навече некогаш и гледам дека не светат целиците. За местните заедници може би сте во право само за Манастирица, во другите местни заедници не го правдувам. Значи, делам одговори на моите поставени прашања, поставувам уште едно ново прашање. Што се случува со пензионерски дом? Значи, повеќе граѓани на општина Росоман ме прашуваат што се случува со пензионерскиот дом. Значи, ние како совет ве задолжуваме вас да оформите таа комисија и се уште не знаеме до каде е таа работа.
Еве да го дополнам одговорот на првото прашање во делото ангажманот на уредувањето на овие детските паркови. Имаме конкретно во врска ангажирано, односно во тек е ангажман на 5 луѓе кои ќе бидат ангажирани во делот на решавањето овие проблеми. Имаме 4 најдено и фалиш еден човек, нема заинтересираност на луѓето. Просто јас се прашувам зашто е тоа така. Имаме 4 најдено. Веројатно од другата недела ќе бидат ангажирани тие луѓе. Таа преска заборив тој дел да го кажам. Во делот пензионерски и тука ни е постапката на крај. Имаме проценка направено, законските регулативи ги утврдивме, комисијата е формирана. Сега ни остава само уште еден проблем, а тоа е проблемот на краткиот рок на издавање а тоа се 5 години. И утврдувањето им критериумите, разговарајќи со многу заинтересирани, проблем е за тие 5 години кои критериуми да ги поставим, бидејќи рокот е многу краток и заинтересираноста на луѓето за таков краток рок да инвестираат во тој објект е мала. Бидејќи рокот е мал, 5 години, и за 5 години просто е кратко времето да некој инвестира поголема сума за да може да функционира онака како треба, а таму треба богами да се вложат повеќе средства. Значи, постапката ни е при крај, има комисија формирано, законскиот дел е направен, проценката е извршена, значи останува само оној, веројатно и тоа другата недела е, мислам, ќе биде постапката почната. Уште едно прашање сакам да поставам во делот на детска градинка, каде што во изминатиот месец кажавте дека имате одобрување од Министерството за труд и социјала за проширување на таа детска градинка. До каде е таа работа? Дали е можно тој објект, амбулантата што беше едниот дел од амбулантата, да се пренамени во детска градинка, или пак ако не се може да се пренамени, дали би можело вашата централна власт да отпочне со проширување на таа детска градинка со додавање на една просторија или воопшто не е возможно. Пред да ми одговорите на прашањето, уште една забелешка давам за малку да ги јавното комунално предпријатие во моментот хигиената во општина Росуман е катастрофа. Сите улици и тротоари се неичистити, неискосени, значи со ангажманот на тие 5 лица би сакал да видам една пубава слика во наредниот период. Така да, хигиената е катастрофа на главните улици. Во делото детската градинка сакам да ви известам дека точно е дека поднесовме барање и барањето е, барем така ни се јавија од Министерството за труд и социјала, поминато е на влада. Чекаме сега писмено известување со кое што треба да отпочнеме со постапката. Ние бевме таму веќе некои работи кои што требаше да ги спремиме, односно да исчистиме некој дел кој што не е потребен и да вратиме некој инвентар во здравствен дом Кавадарци, тоа го спремивме. Така да, чим ќе добиеме официјално известување, ние ќе почнеме постапката. Јас се надам дека до 1 септември тоа, со почетокот на школската година, дека ќе биде решено. Се надевам, се разбира тоа ако од горе од централната власт ни одговарат на време, така да ние ќе имаме доволно време тоа да го припремиме. Во оној другиот дел од околу проширување на градинката, тоа знаете дека не оди така, мислам, претходно треба проект да се направи. Тоа си поголема сума на пари. Ние можем да ви кажем дека му рековме на проектантот да работи на тоа, на проширување, значи да проектира проширување, значи има наредба добиена од проектантот за да може да работи на проектирање на детската градинка, бидејќи ние sejedno и со дополнително со решавање односно со ангажирање на овој простор, нема да го решиме трајно проблем. Се уште ќе имаме недостаток од простор за сместување на деца.
мислам на мало прашање, да многу прашање. Това е седмица. Почитувани дами и господа, баш би сакал во овој момент оваа говорница да искористам во една насока на пофалба, во една насока на тоа што направивме и со барања што понатамо да направиме. Не знам од каде да почнем, на вистина имам многу прашања, многу. Ако почнам да поставувам прашања, градоначалникот ќе изнајде, изговор како во право сте. Да, меѓутоа граѓаните нема да бидат задоволни од аспект на тоа не само дека е така, него дека треба нешто да се направи, односно да се работи на терен за граѓаните тоа визуелно да го видат. Ајде да почнеме прво од програмата на СДСМ за време на локалните избори. Таму имаше наведено една многу широка програма, кај што граѓаните која чита и лично и јас кога ја читав, дел од тие, понудени решенија и јас ги барав, односно имавме слично се произнесовме во нашите програми, имаме сличности во даден, и се поклопивме и не случајно, и се подржувавме во таа изборна кампања, меѓутоа сега реализацијата како да замре. Сметам дека од овие програми и од мојата, и од вашата, односно на СДСМ, ама буквално ништо не е реализирано. Или ако е реализирано, многу малку. Това го ставам во поднаводници, од малку има и помалку, малку, многу малку. Ке опрашам градоначалникот еве, за да може да се одбрани од овие наши забелешки, нека каже што од програмата е реализирано, за да ние не ги ставаме граѓаните во заблуда дека еве не е направено. Што беше предвидено во програмата и што е реализирано, да. Ова е едно обширно прашање, ќе ве молам и пообширен, одговор, доколку се може, сепак одговорот го давате вие. Во претходната дискусија на градоначалникот, прво пред да ова да го изнесам, сакам да кажам, дел и од прашањата на Јованче, беа запишани и кај мене, но да не се повторуваме, да не испадне дека граѓаните речат дека еве и Атанас не го гледа тоа што Јованче го гледа. Тоа го гледаме сите. Морам да кажам дека загрижувачки е каде што децата имавме малку такви простори за рекреација на децата, како ги направија претходните, колку ги наплатија тие игралишта, што тоа веќе помина, некој друг треба да се обрка, меѓутоа, како простор за одмор и рекреација на децата се добри и истите треба, понатаму да се одржува, затоа што тие треба да бидат за подолг временски период, се до моментот на нивно целосно реновирање или, да речеме, изнаоѓање на нови простори за таков одмор и рекреација, а тие простори пак можеби ќе бидат пренаменети во нешто друго. Загрижувачки е тоа што навистина тревата расти, точно е дека врне, но убаво е кога има трева, меѓутоа ако се одржува таа, многу е пријатно за децата, затоа што подобро да има трева, него да има прашина и тоа да... Јас знам, ние кога игравме, како бевме извалкани во лицето и така натаму и така натаму. Тоа е едно од прашањата кои што јас сакам да поставам. Се сложувам и со другите останати овие прашања, но да не се повторуваме. Еве вака ќе преминам на неколку сега. Во претходната дискусија, градоначалникот од оваа говорница даде забелешка за свикување на седницата, односно за дневниот ред на седницата,
со забелешка зошто дневниот ред не е пообемен, него оди само со... Да. Се со цел Советот да донесе што повеќе и повеќе одлуки. И јас сега тука го поставам прашањето, колку од донесените одлуки се реализирани? Еве како показател дека Советот донел одлуки, а не се реализирани, ќе го кажам примерот на едно од првите седници, а тоа е барањето на, ми се чини, Весна Димава од село Камендол, лице со посебни потреби, да не речеме со хендикеп. Одлуката беше донесена, се со цел да се интервенира, значи што е можно поскоро. Имав прилика за една недобра работа да бидам сега во Камендол, меѓутоа дојдов до констатација дека одлуката не е спроведена, односно на тоа лице кое со такви потреби, значи не е направено ништо, се со цел да се заштити незината безбедност, затоа што и сами бевме сведоци и го видовме дека кровот во секој момент може да падне. Или да паднат тие тешки плочи, нели, таму, да, и да, нели, да имаме некој несакан крај. Зошто тоа, значи, таа одлука не е спроведена? Друго, значи, и тука ми беше забелешката, исто го кажа, пензионерски. Советот донел одлука, администрацијата, односно градоначалникот, треба да ја спроведе одлуката и да го распиши, значи, повикот за доставување на понуди за пензионерскиот дом. Дали е краток рокот од 5 години или е мал, значи, таму има некој ке се најде. Значи, да не доаѓаме во дискусија, затоа што се доаѓа луѓето коментираат, градоначалникот сега сака да направи, значи, добро и кон претходниот, уште малку да се ја истера сезоната, а пак овие другите викат, ако ќе замени сезоната, па ја... Да. Значи, ние не смееме да се доведеме во прашање, секогаш треба да бидеме, значи, експедитивни како општина и да не доаѓаме. Штом се носи одлуката? Значи, не гледам некои пречки правни или други, какви да речам, или финансиски, ние да не ја спроведеме ова. И ред други одлуки кои што да не е во барање на граѓани неисплатени средства, во и икс други причини, ајде да не наведувам, значи, поединечно овде, кога ги има многу. Значи, програмата, одлуките. Од аспект на безбедноста, од аспект на безбедноста на граѓаните, значи, во програмата на СДСМ, значи, како и јас во мојата програма, барав, значи, да пред се, да ставиме голем акцент на чување на безбедноста на граѓаните. Сега, ако речеме ние, знаеш, ние сме безбедни, не сме безбедни нигде, ни на улица, значи, не превземавме ништо да направиме овдека во Росоман од тој аспект. Поготово безбедноста на учениците до патувањето до училиште. Значи, на една од претходните седници беше дадена забелешка дека, значи, учениците имаат пречки при движење, односно до стигнување до училиштето и враќање назад. Не ја поставивме таа сообраќајна сигнализација или сообраќајни знаци или потребни работи од таа намена. Од друг аспект, безбедноста на граѓаните е загрижувачка и е загрозена и од самата сообраќајница. При едно прашање во изминатиот период, нели, дали е должно Македонија пат да ги одржува овие пред се свиокот овдека, другите тротоарите таму, на влезот во селото и другите места, значи нема никаква видливост, а знаеме дека се работи за, да го речем, па може да се рече магистрален пат, со каква брзина се движи и покрај ограничувањето од 50, значи безбедноста на граѓаните е загрозена овдека. Јас лично, значи, кога доаѓам сега на раскрсниците, не може да излезам затоа што тие диви ореви или како да ги наречеме, не можам да погледнам дали има од спротивната страна. И покрај тоа што има проширување со
некој каков таков тротоар кој што, нели, претходниот си издига целиот, меѓутоа да остави простор за преглед. Значи, во чија ингеренција, кој во ингеренција на општината, зошто досега не се преземало и на влезот кај кицито таму, значи луѓето не може да се движат по тротоарот, од истата причина што тие диви ореви, капини и други работи му го попречуваат движењето, па тие во даден момент ќе бидат принудени да испаднат на сообраќајницата, а со самото испаѓање на сообраќајницата, значи, безбедноста се губи. Ајде сега за сега толку да видиме натаму ќе поставиме други прашања. Еве да почнеме од последното прашање во врска со регионалниот пат. Ова е регионален пат, надлежноста е на Македонија пат, така да тие го имаат задача да се грижат околу уредувањето, односно безбедноста на тој пат. Македонија пат? Да, јавно предпријатие за ЈПДП. Да, меѓутоа Македонија пат. Меѓутоа се тротоарите свиокот овдека триаголникот. Македонија пат е, мислам и ако ти мислиш дека беше учесник во претходниот совет, да знаеш дека и проектот со, како се вика, со тротоарот е во делот од надлежност на Македонија пат. 3,5 метра од завршетокот на патот па лево и десно, по 3,5 метра. Тоа сето е во надлежност на Македонија пат. Во врска с... Преформулираме, што презедовте, дадовте забелешки на Македонија пат, например, за таа насока? Не сме интервенирале, тоа се мислам надлежности на други, не се мешаме во надлежностите на другите институции, да. Тоа е во врска со регионалниот пат, во однос на безбедноста, ние веќе разговаравме со надлежниот од полициска станица и тие има пред се неколку контроли тука во делот од пред се моторџиите, бидејќи тоа претежно се категорија на деца кои што не се полнолетни. Имаше една контрола, превентивна контрола. Во наредните денови ќе има уште неколку такви контроли. Во делот од безбедноста и само уште една работа да ви кажам, во овој дел од безбедноста имавме разговор со Рамов Драган, ми се чини, тоа е лице ангажирано во Министерство за внатрешни работи во полициска станица Кавадарци, кој е задолжен за овие работи. Не сакаме да поставиме одредена сигнализација, меѓутоа поставувањето на одредена сигнализација подразбира поднесување на проект. Имам насоки до кого треба тој проект да се направи и со проектот, поднесениот проект се доставува до полициска станица Кавадарци, на тој начин се решава сигнализацијата во населени места. Пред се ние имаме тука проблем со влезот на овие големиве камиони, тешките камиони, така да работиме во тој смер. Во делот на Весна Димова исплатени се парите, а тие пари дали се доволно, тоа е веќе друга работа, не е доволно. Требаше дополнително да се достават сметки за материјал, такво нешто не е доставено. А јас имав и разговор со ЕВН, бидејќи тука ни стои една празна, еден празен објект, овдека кај до барака, оваа бараката, ако може неа да ја добиеме, како би го решиле проблемот со Весна Димова. Значи, тоа е комплетен еден објект, уште нешто веројатно ќе треба да се догради до тоа. Ако успееме да се договориме, за сега договарањето не оди лесно, ама и тие немат ни потреба од таа барака. Така, во тој смер, мислиш дека со поголема упорност можеме тоа да го решиме. Тоа се однесува за проблемот во камето. Што се однесува до програмата, ја не знам за која програма зборуваш ти, за реализирано програмата на СДСМ. На програмата на СДСМ или програмата на Бранко Јанев? Мислам сега програмата на Бранко Јанев. Добро, во ред, програмата на Бранко Јанев. Еве 7 месец. Дистанца нешто. Не знам сега зашто правиш мобет, дали во ред, да.
Во делот од програмата на Бранко Јанев околу решавањето на многу проблеми, ми се чини дека и претходно тука реков дека нема ништо да повтенам да работам без претходно направени проекти. И ќе се држам на тоа, нема ништо да направам без претходно да ги обезбедам сите предуслови како би се решиле овие проблеми. Ви кажав дека имаме добиено дополнително од овие 3 милиони кои што ги издвоевме, 2 милиона добивме за решавање на проблемот према Мрзено, Рајевец, околу 500.000 добивме, излезено во службен вестник, меѓутоа со ово се уште официјално немаме подпишано договор. Кога ќе го подпишеме договорот, ќе влеземе во реализација и на тие средства. До сега што добивме и направивме договор е 300.000 денари, 350.000 денари за изготовка на проект за овој дел за одводнување на барат, тука мочварата, како се вика. И чим ги добиеме и оние околу 500.000 денари, тоа се пари наменети со кои ќе бидат решавање на улиците. Значи, тие пари комплетно ќе ги решиме за изготвување на проектна документација за улици. Тоа се околу 500.000 денари. Бидејќи сега состојбата онаква каква што е очајна со улиците не само во Росоман, него и во другите населени места. Не е добро да ова говорница да кажеме малку со несериозност. Не може вака, не може вака. Не може да се донесе одлука каде што има зацртано во одлуката што треба да се направи. Формирана комисија, некоја си, меѓу кои ја, кај што одиме на лице место, гледаме и констатираме. И констатиравме тоа што констатиравме и одлуката. Така. И сега на крајот испаѓа дека ние одлуките нема да ги почитуваме на Советот и како ќе ни текне, така ќе правиме. Без проекти нема да работиме. Замислете, Крушевичка река подкопала негде, па сега ние одма интервенција од 15-20 илјади, па ние сега проектот ќе го обтегниме овдека, ќе уздуши попреку хамерите, сликања, што ти ја знам таму и така натаму. Не држи место. Како показател од соседната општина, која што е далеку послаба од нас, финансиски, меѓутоа пак кликерот на човекот може би му работи повеќе, бе, мајко. Ке ве повикам да отидеме, сигурно проект не направи, значи и на предходна предлог на Јованче, каде што се ангажираат лица. Ке ве однесам до подлез да го видите патот како е ичистен. Долж 13-14 км, луѓе. Еве, ајде да речеме потесната делница од Чичево нагоре, на 7 км. Јованче, ти се вози со точок, ако не си бил, да одиш да го видиш и да не ја да не предложи, па може од тебе ќе прифатат. Како се чисти, да видите, луѓе? Па не може и предходниот и сега. За Атанасов ден чистиме, ден шо и чистиме ништо. Сирково предходниот чистиме, шо и чистиме ништо. Тој парите му ги плати. Овдека ништо. Како пак ги ангажиравме? Или што добра е да не навлеме во тоа? Значи, да му е алав на човекот. И на тој што го исчистил тоа, и на тој што му ги дал заслужените пари за да што ги заработил. Во планински дел, со трња, капини, горници, што уште нема. Ја просто се чудам како човекот без машина, со рака, го исчистил тоа. Ние зборуваме овдека за мека трева, за нешто и да... Абе, дајте бе да се растрчаме, дајте бе луѓе бе. Немојте бе проекти, ја разбирам проекти, јас барав предходно проекти и предходниот пак за крупни работи, па самоделски ќе извади од джебот или од мозокот таму што му испаѓа, па тера така, тој па скроз па ептен. Ама сега пак немој. Хајде проект за полските патишта. Не можат луѓето да не ги се дават. При колиците на некого му се превртија таму со цели праски. Кој ќе му ја плати таа штета?
Го аминуваме градба промет, уште си тера, си влечи, дако да им стане зборувајте. Другите, дајте ако нема друго, веќе ако сме дозволиле да крадат и да уништуват, барем нека земат тој песок, тој петката, ги има цели купишта таму. Нека изнесат малко, нека постават по... Имате ли намера за тампонирање, за посипување на таков речен камен по полските патишта, барем ќе дојде време за грозје брање, топче, мопче, тamo некој други немој да се разврне како пролета што е понежлива, па да не може да... Што уште да постави? Не знам од кај да почнам, луѓе. Не знам што да прашам. Не знам што да почнам. Според изјавата, значи ништо, не работам без проекти и ајде, ние да се сложиме и че чекаме 3 години проектите ќе се носат, луѓе. Добро, ајде, да не е така се црно, малку подобрување во уличното осветлување, значи, од оваа локална самоуправа и од овој состав на председник началникот, конечно добив улично осветлување, тоа е позитивна работа. Благодарам, председник. Не сакам да коментирам за другите општини, ја гледам тука што се случува кај нас и ќе се држам до тоа, меѓутоа само сакам да ти кажам, еве тука во Манастирец имат луѓето голем проблем. На секој пораен дожд, во еден дел од селото се плави, во подруми им влегува и отидовме да го решиме проблемот, ама проблемот не е така едноставен. За да се реши проблемот, на едно место се потребни 170.000 денари, а на другото место преку 200.000 денари. Како да го решиме тој проблем? Да изведе Бранко пари од свој джеп или не знам да потроша и што ќе се случи после? Направивме проекти, направивме пресметка, спремно е сето тоа, точно е дека луѓето настрадаа еднаш, два пати оваа година, меѓутоа, еве, здравие Боже, овој месец ќе го решиме тој проблем. Имаме проектче за Манастирец, имаме проектче за Крушевица за решавање на водата, работиме на проект за решавање на водата во Сирково, на тој начин ќе го решаваме проблем. А овака партизански да работиме, тоа нема да се. Почитувани градоначалник, почитувани медови, почитувани колеги советници. И јас имам неколку прашања за градоначалникот. Господин градоначалник, дали знаете дека пазарот има донесена одлука во центарот на општина Росума да биде од левата страна на улицата и коли да бидат паркирани на другата страна? Значи, треба да разговара со директорот на комуналното предпријатие и тој дел да се тргне од центарот на Росума. Едното, пошто дали ви гледате проблемите на луѓето со откупот на праските? Дали имате план да разговарате со вашата влада за помош на овие луѓе за откупот на праските? Исто мислев дали планирате нешто со сигнализацијата во општина Росума, пошто има улички што стварно треба да се стават некои знаци каде што се преоптеретени како уличките што е кај мене. Сите луѓе влегуваат од тука, значи треба да се стави само еден знак, еден смер, надале да не влегуваат и да се реши тој проблем. Дали имате план да направите проект пробивање на улиците од 5 чешми према Јупови врви? Да се направи тој излаз, за да луѓето од долниот дел на селото можат полесно да излегуваат на главниот пат. И дали имате план да направите нешто со полските патишта во општина Росума? Толку. Во делот од откуп на праски, надлежноста на локална самоуправа не навлегува тоа. Дори ни владата директно не врши откуп, меѓутоа превзима мерки. Ми се чини дека откупот на праските оваа година функционира, добра цена, сега се случуваат и некојаш проблеми кога во прашање неквалитетна праска, меѓутоа
тоа се пазарни услови, иначе, како што знаете, самите цената на откупот на праските, на откупните центри не е лоша за оваа година. Во делот од пазарот се уште представува проблем, работиме на тоа затоа што сега од овие средства што ги добивме за изготовка на планови, планираме комплетно тој дел, овај проект да направиме за да може да го решиме. За сега е онака како што е. Јас ми се чини дека знаете вие за идната година, здравје Боже, за Духов ден, панаѓерот планираме таму да го изнесеме и да го поставиме на друго место како Росума не би се парализирал. Тоа е на оној дел од една улица, таму би се направил еден полукруг. Улица Коне Јупови Врби, такво нешто не сум размислувал, меѓутоа, еве, како идеја, можеби и треба да размислиме за улица. Тоа мислиш на кај Маријан, натаму, да, во ред. Да. Не сум размислил за такво нешто, меѓутоа, еве, како идеја, може да размислување. Во делот од полските патишта и Атанас Предецка спомна, во делот од полските патишта само сакам да кажам, ја поддржувам секоја иницијатива од граѓани, кога ќе се јават во решавањето на овој проблем, бидејќи општината сама тие не може да ги реши, а такви имавме 2-3 примера, конкретно жителите од местната заедница Трстеник се организираа, ние им обезбедивме машина, песок и дополнително им обезбедивме нафта и тие успешно одредени патишта во околу Трстеник ги санира. Исто така, уште една група на граѓани се беше организирала околу решавање на проблемот на полските патишта, таа е во Камендол, и таму беа граѓаните поддржани и со машина, со песок и со нафта. Ги поттикнувам и ги охрабрувам сите други луѓе кои се исто така имаат проблем во делот од полските патишта. Значи спремни сме и не само што сме спремни, него помагам во делот од санирањето на овие патишта. Иначе сите полски патишта, луѓе, реално гледате, не е возможно. Јас сето тоа да го решам за овие 6 месеци 7. Слушајќи ги колегите советници на овие поставени прашања, нашите советнички прашања и одговорите на градоначалникот, и можеме да донесеме една констатација што понатаму. Само за да го потсетам градоначалникот дека идат времења на реализирање на проекти и му укажував месеци наназад дека секој ден е и тоа како потребен за реализирање на најмалите проекти. Да го потсетам дека многу бурно дебатирав на оваа говорница за оние привремени вработувања, каде што му укажував дека тие привремени вработувања го коштаат од 10 до 12 милиони денари и дека нема потреба тие привремени вработувања, затоа што ќе му ги закочат низа проекти што му се зацртани во неговата програма. Мислам дека многу на неубав начин му одговоривте на колегата советник Атанас Стојанов, чија програма? Мојта или на СДСМ? Па јас мислам дека вие бевте кандидат на СДСМ и дека вие бевте предложени од СДСМ и дека ја промовирате програмата заеднички изготвена од СДСМ во нашата општина. И вие презентиравте една обемна програма, каде што ветувавте многу работи за граѓаните, а уште еднаш ще кажам дека ништо од тие ветувања немате ни започнато. Можеби на почетокот ви оставивме најкултурно простор и време заради тоа што сте нов градоначалник, треба да ви легнат работите, месец, 2, 3 месеци имавме трпение, но повеќе ние како советници би имале трпение, ама граѓаните гледам од месец во месец се побесни и побесни. Тоест го искажуваат својот револт.
Имав прилика да учествувам на некои трибини што вие на почетокот многу добро ги споведувавте од село во село, каде што бевме уклучени ние граѓаните, и јас бев на две од тие во село Камендол и во село Дебеште, каде што му ветувавте на граѓаните за водоснабдување на тие села со вода, за чиста вода за пиење. За тие проекти не ги спомнувам, но само да ви кажам дека на буџет од 29 милиона денари или 32 милиона денари во општина Росоман, каде што од тој буџет се одвојуваат 20 милиона денари за плати, вие со 10 милиони денари не знаете што поправо да фатите. Гледајќи го бруто домашниот производ на државно ниво, каде што е 0,1%. Тоа е апсолутна нула. Моје увидување во државата, а тоа увидување во државата се пренесува и на локално ниво, се додека имаме 0,1 или околу апсолутна нула бруто домашен производ, вие капитални инвестиции од централната власт нема ни да видиме во извесен период. Кога ќе видам на медиумите и на вестите дека ова 0,1 се покачило на 2,2, на 2,5, на 3,5, знам дека таа централна власт ќе префали неколку финансии во локалната власт. Така да, сиве овие наши прашања поставени околу капиталните расходи, околу капиталните инвестиции на нашата општина, во догодно време мислам дека ќе биде нула. Така да, на една хумористична серија Сашко Коцев кажа: ние што го изградивме, вие не може ни да го одржавате. И тоа се покажува така, господине градоначалниче. Може би малку е навредливо кажано, ама треба да засукаме и да работиме. И тоа што е напишено во вашата програма треба да се реализира. Толку. Светнички прашања, значи, погледните го деловникот, прочитате се го, значи, вакви дискусии. Нема што да ги реплицирате ви одговорите на другите. Таква се грешка немавте во претходниот мандат на градоначалникот, кога инсистиравме да тој не употребува политики на творешни. Не за тоа, не за тоа. Во контекст на ова мораме да дадеме едно појаснување. Ама во реду се, Иванче спадна нема прашања. Он испадна и коментира во одговорите на началник за другите прашања. Значи, погледите го деловникот, што стои од деловникот? Советнички прашања, одговор се дава, може и писмено да одговори точка. Што ќе коментираш? Што ќе коментираш? Значи, говорни сте единствено место каде што може. А во ред е, и само да ви давам забелешките, затоа тука треба да внимаваме на тоа. Дали други прашања? Не, само не слушай еднаш. Коментарите на Јошев нема да мислам да влевам во анализа на коментарите околу актуелната состојба во државата со бруто домашниот продукт и така натаму. Во делот од мојата програма само сакам да кажам, точно е дека има во програмата одредени работи кои треба да се направат, ама точно исто така дека се само 6 месеци тук. Да сме живи и здрави, до крајот има уште време, па ќе видиме, времето ќе покаже што се ќе се случи. Дали го други прашања? Мора малку е прашањето. Не, уште една. Мора да го пренесам. Малку прашањето може би ќе биде провокативно, но е од многу граѓани поставено и вие кажате нас да го поставиш малку некако како да го поставам, не знам, меѓутоа сепак тие ме избрали тамо 300 и 230 и на крајот се одлучив. Ме рекоа да прашам, значи, колку градоначалникот зема пари од крставиците, дали тој ангажман околу производство на тие крставици не му одзема многу време за да мисли на нив, а не мисли на општината, и дали не се доволно средствата кои што градоначалникот, нели, како надокнада, односно личен доход и други бенефиции кои што го има во општината, не се доволни за тој да се посвети малку повеќе во средби и комуникација со граѓаните.
Значи, прашањето не е од мене, од низа група граѓани. Ето. Да. Ова танас е веќе приватен дел и ќе се воздржам од коментар. Ќе се воздржам од коментар, дали е доволно или не е доволно. Јас ето тоа што го работам надвор од работното време. Надвор од работното време тоа е моje време и како сакам ќе го потрошам. А можам да ти одговорам на друг начин? Добре, ако сакаш повели. Да. Да, ја додам за време на работа со тракторно прскање. Дали тоа требаше да го кажем на говорница? Кажи го. Не. Да. Кажи го. Нема да видам тоа. Кажи го, јас дојдов една ден во општина, дојдов одека и никој не најдов. И тоа да го кажеш. Аз се зачем сте Не. Абе и тоа да кажете. Тука ќе дојдеш повеќе да нема да најдеш. Да. Не, Значи, така? Тоа да го кажеш. Јас имам една иницијатива до градоначалникот, а танас ќе те молам. Јас имам една иницијатива, барање до градоначалникот, почесто советот да биде известуван за работата на општината, за работата на градоначалникот, да не би дошле во ситуација да не упатени во некои работи кои се веќе почнати или се во фаза на отпочнување. Ние немаме представа за тоа докаде и што се работите, дали е исплатено, не исплатено, одлуки донесени од совет нереализирани или реализирани. И уште нешто ме интересира, дали некој треба да сноси одговорност за оштетување на буџетот, за неточно или неправилно тумачење на законот, на член од законот со кој 10, може би повеќе години се исплачал една сума на паушал, потоа се менјат сумите. Значи, законот си е јасен, одлуката е јасна, точна и прецизна. Меѓутоа, ме интересира кој ќе сноси одговорност и што со тие пари, што е оштетен буџетот. Имам предлог да се вратат парите, да се дадат во некои намени други, да се искористат тие пари за тоа што веќе јасно ни е дека буџетот ни е климав, да речем. Значи, кој е одговорен за неточно тумачење на одлуката која е донесена, ако не се лажам, таа одлука е од Јованче подпишана од оваа година, меѓутоа од сознание, од консултации со претходните мандати, значи тоа е со години наназад исплаќана истата сума, значи погрешно тумачен законот. Тоа одлука точка на деловникот или статутот на општина Росуман. Сакам за тоа да ми се даде одговор, значи не е спорно, одлуката е прецизна, јасна и гласна. Меѓутоа, наназад гледано, кој е тој што треба да одговара за оштетување на буџетот толку години. Благодарам. За претходниот мандат. 70% е тумачено, а 40 плюс 30. А директно е одлуката е 70% е пресметувано за председателот на совет. 70% е. 40 плюс 30. 40 и плюс 30 70. Проверите се колку е плюс тие колку сте вие од прошлата година за Маријан има за 12 месеци, 11 уствари и вие сега 6 месеци колку сте? 5 месеци. И у нас од 10 години. Уеден на 10 години, тоа не беше таков закон, уеден на 10 години. Ова е законот од тоа што е. Не е така. Вака сега. Това се произволни да. Ако е официјално прашање на говорница, значи, Говорете. ќе кажете, значи ќе кажете дека пред 10 години, значи стоеше ова и ќе ни го даеш, ќе го напишеш таму законот. Сега со одлука или со друга, значи изменато е вака, ќе ни дадеш. Значи прашањето е на место, И јас средствата се Учителот ќе го земам на законот од кај Лазо службениот вестник да видим од кога е почнато и како е исплатено.
Вчера се одговорил без информация. Ако барат советниците, зошто да не и пред 20 години, ако му значи тоа, значи пред 10 години си Пред 20 не зима никаква. Ама во рете, затоа нема потреба. Кога зима, значи да се види. Јас точно прашам, колку време и кој треба да сноси одговорна за тоа што толку време погрешно е тумачен закон? Това беше. Да, че го одговорил во писмена форма, че изпитате се и че ви доставим. Следната седница. Така е. До следната седмица. Дали има уште прашање? Се спаси. Дали има уште прашања? Не мог да. Джиме ти го види. Бидејќи нема повеќе прашања, Може кредит да взимам. Да. Вие ако да оставя да си. Може па? Трябваше кредит да подигрижира. Пандорина кутија ова испадна. Ајде ќе ве замолам да продолжиме со седница. Ако нема повеќе советнички прашања, да прокламираме на втората точка. Тоа е барање на финансиски средства. Културно-метничко друштво Росуман од Росуман во своите активности има предвидено и поседа на побратимената општина Плавдиште од Република Србија на ден 11.7.2018 година до 15.7.2018 година. Финансиската конструкција е затворена, но недостасуваат уште 40.000 денари, кои се надеваме дека општина Росуман ќе ни помогне, а за што однапред се заблагодаруваме во име на друштвото и во име на младите игралци од друштвото. Код Росуман од Росуман. Отворам расправа по ова точка. Ова е ваче. Јас не сум против ова да се за овие дечки да одат во странство и да не промовираат како општина и како Република Македонија, но имаме една критика до председателот на ова културно-уметничко друштво. Затоа што критиката е насочена во тој правец, тој треба да си ги предвиди годишните посети во страни држави. И тоа е да си предвиди еден буџет како така што ние во јануар месец кога дебатираме нацрт буџетот да го предвидиме во таа рамка. Сега ние да изгласаме за сите, од што ќе најдеме тие парички? 40.000 денари. Знаеме дека буџетот е на стаклени нози. Треба да направиме ребаланс на буџет, многу ставки не се исцрпени, може да каже раководителот на финанси и мислам дека од наредниот месец треба да направиме ребаланс на буџетот. Доколку направиме ребаланс на буџетот, да оставиме оваа точка на дневен ред. Ако немаме ребаланс на буџетот, ние ќе изгласаме и што ако изгласаме. Тоа е. Јас се слагам со господинот Јошев, ама мислам дека ние во програмата за спорт и култура побаравме да имаме, значи таму стои убаво спорт и култура во општина Росман. Сите тие пари што го одобривме во спорт и култура не се наменети само за фудбал. Значи таму имаме и култура, ние не можеме да ги запоставиме децата што ја представуваат општина Росман во секаде во околните места, да не патуваат затоа што треба да му дајме пари само за спорт. Значи не може, значи културата мора да оде понатаму и овие деца ќе патуваат за Србија. Во исто време имаме покани за Турција од 28 август до 2 септември, тоа е големата група. Не сакав тоа да го напишам сега заради како бариња, че тоа ќе го поставам за наредната седница. Значи ова е како бариње што може општина Росман да помогне во финансиски средства за децата да платат помалце пари за да одат за Србија. Иначе децата беа за Турција во април месец, општина Росман не даде динар. Че не ни побаравме од општина Росман пари. Че сега бараме за тоа што може општина Росман, раководителот ако има пари, ние ако изгласаме, че он ќе пушти пари за код Росман. Ако нема, ќе ги пушти понатаму, не мора да ги пушти сега. Ќе ги пушти директно на превозникот што ќе го врши превозот за Србија. Не ни требаат нас пари, не ни треба за превозот. Ви благодарам. Значи никој не бара збор, го заклучува претресот по оваа точка и точка не става на гласање. Кој е за? Констатирам дека советот со 8 гласа за усвои барањето од културно-етничко друштво Росман.
ова исцрпен дневниот ред, ја затварам 10-та седница и благодарам на присуството